не знам како поминавте вие викендот, ние во петакот отидовме за Струмица, бидејќи таму се организираше евангелизација, па ние помогнавме со тоа што можевме со Фани. Фани секако водеше славење, јас бев задолжен за преводот, затоа што главниот говорник беше гостин од Америка, кој се вика Даниел, кој со своето семејство живееше во Струмица од 1994 година до 1996 година. Овој до 98 година. Ја водеше црквата во Струмица. Тоа што е посебно за тоа семејство е што со нив кога зборуваме на македонски, бидејќи тие знаат многу добро да зборат македонски, зборуваме на струмички. И мене ми е многу чудно со американец, кога зборам обично кога учат македонски, учат литература македонски, со нив си збориме на струмички. И понекогаш имаат потешкоти да разберат литература македонски. Јас се сеќавам на со други некои американци кои учат македонски, има многу дилеми. Дали се вика еве го или јале го. Имаше страшни дебати имаше околу тоа кој е правилниот израз. Во секој случај тоа е чудно, но уште почудно ми беше кога со Фани ги посетивме во Вермонт, во поамеричко место не може да биде и таму зборевме на струмички со американци. Многу интересно. Ни пеа македонски песни во црквата на нас како гости, нели? Да не пречекаат. Беше многу интересно. Во секој случај, тие за црквата во Македонија и генерално за мене лично се огромен благослов со нивната верност и посветеност во мисијата. Тие се old school мисионери, во кои пред се може да се види и да се искуси плодот на Духот, да се вкуси плодот на Духот во нив. Не можеш едноставно да не го забележиш тоа на прв поглед. Тоа што нивниот живот го емитува, едноставно те разоружува како личност. Плодот на Духот е пред се тие се мисионери и евангелизираат со својот живот, со своите дела, отколку со своите зборови. Тие се old school мисионери, јас така ги викам. На моите керки требаше да ми објаснам што е евангелизација, пошто кога не праша зашто одиме во Струмица, викам, па има евангелизација. А што е евангелизација? Како да го објаснам тоа сега на моите керки? Во кратки црти, со кратки зборови, евангелизација е споделување на нечие искуство за средбата со Бог. Некој што го сретнал Бог, го споделува своето искуство. За мене тоа е евангелизација. Секако имаме многу разни форми на евангелизација, но примарно, како основа на сето тоа што се случува за време на евангелизацијата е личното искуство кое човекот кој зборува за тоа го имал со Бог, со живиот Бог. Беше навистина прекрасно искуство да се биде тие дел од тој проект во Струмица овие 2 дена. Минатата недела почнавме на кратка серија од 2 проповеди на темата параболе. Тоа е грчки збор за парабола. Го имаме ние истиот збор парабола или во некои преводи се вика споредба. Нема да повторувам многу за тоа што го зборував минатата недела. Ако сакате да слушате пораката, се наоѓа на YouTube каналот, на Евангелска црква Ајдел, слободно отидете, слушајте пораката ако сакате. Но да повториме некои работи. Во параболата која обработувавме во Матеј 13 глава минатиот пат стои еден многу шокантен, како да кажам, дел од Христовото поучување. Исус вели вака: кој има, ќе му се даде и ќе му се преумножи, а кој нема, ќе му се земе и она што го има. Јас сега да ја прашам како звучи тоа. На нашиот постсоцијалистички систем, луѓе кои сме пораснале во тоа сите да имаме се исто или не знам што, како што се сеќавам као дете, истата магаре играчка беше во сите домови, сите има иста магаре играчка со овие што се редеа таму воно. Кога ќе ослушнам тоа, дека тие што имаат, ќе им се даде уште повеќе и ќе им се преумножи, а тие што немаат, ќе им се земе и тоа што го имаат, тоа за мене звучи многу шокантно. Устојот што поучува тука Исус. Кажавме дека оваа фраза многу е злоупотребувана во историјата на црквата. И од оние противниците на Исус, кажуваат: Исус така добар човек бил, види што поучува. Но злоупотребувана и од христијаните кои, да кажеме,
ќе ја оправдаат својата поход, ќе ја оправдаат својата желба за повеќе, да акумулираат, ќе кажат, видите, Исус проповеда дека ако си во верата, ќе имаш се повеќе и повеќе. Како си го акумулирал тоа, оди во втор план. Исус, како што кажавме, во контекст на ова што го зборува, тој зборува за Царството Божјо преку параболи. И во овој случај се работеше за параболата на сејачот и семето. Сејачот кој посеал добро семе, кој е паднало на различни почви. Едно семе кој е паднало на патот, друго на камените тло, трето на помеѓу трње и четврто семе кој е паднало на плодна почва. Кога Исус ја кажува таа контроверзна реченица, тој мисли на родот кој се надеваме дека ќе порасне кога семето ќе падне на плодна почва. Семето кое дава род, кој ќе даде уште повеќе род и уште повеќе род и ќе се прелее. Тоа што паѓа на добра почва, сакаш да даде добар род. И не сакаш да биде сиромашно или умрено како она што паднало помеѓу трњето или она што е на плитка почва. Не сакаш. Кој го сака тоа? Јас не познам ниту еден земјоделец кој се надева дека тоа што ќе го фрли на плодна почва ќе му даде исто толку род како што паднало тоа меѓу трњето. Не. Човекот ја обработува почвата да биде добра, да биде ровка земјата за тоа што ќе падне на плодна почва да даде 30, 60, 100 кратно. Кој земјоделец сака посеаното што го садел да даде сиромашен плод? Може да кажем, па добро, тоа не е политички коректно. Може да кажеме, па добро, зошто едноставно Исус не направи некој пресек да каже, окей, ти даде 100, ти даде 0,5, тоест не даде ников плод, ај ќе направиме еднакво за сите, без разлика што твоето семе е помеѓу трње и на плитка почва. Искрен да бидам, мојот одговор на тоа прашање е дека животот така не работи. Едноставно зборуваме за друг вид на битија, ама не за човечките битија, или зборуваме за некој друг вид на создание, а не светот во кој живееме. Светот во кој живееме, ако размислуваме онака како што функционира светот, тоа што паѓа на плодна почва дава плод, тоа што паѓа на плитка почва едноставно се суши. Точка. Да се обидеме тоа да го обрнеме наопаку, ја мислам дека ние се обидуваме да станеме Бог и да кажеме јас знам подобро и ќе создадам подобар свет отколку што Бог го создал светот. Очекуваме дека зрното што паѓа на добра почва, на добро припремена и плодна почва, очекуваме тоа зрно да роди и се радуваш на богатиот род. И прави се што е во твоја моќ, тој плод да се преумножи и да остане. Последното прашање кое го прашав минатиот пат, го поставам и денес. На каква почва паѓа секое зрно, секој Божи збор во твоето срце? Каква почва е твоето срце? Дали твоето срце го припремаш и го обработуваш за Божиот збор да падне на плодна почва? Или доаѓаш плитко, пристапуваш плитко, очекуваш некакво суеверно, нешто суеверно да се деси, некаква магија да се случи? Дали доаѓаш со сите твои проблеми, толку големи проблеми, што не сакаш ни на Бог да му ги дадеш, затоа што не кеш да го замараш, и зрното наместо да падне на плодна почва, паѓа во трње и не дава никаков плод. Има стебло, има лисја, нема плод. На каква почва паѓа Божиот збор во твоето срце? Секоја недела кога го слушаш Божиот збор или секој ден кога го читаш Божиот збор, на каква почва паѓа Божиот збор во твоето срце? Тоа е прашање кој го поставив и кој се надам дека оваа измината недела вие го размислувавте тоа прашање. Секогаш кога ќе седнете да читате Библија или ќе го слушате Божиот збор, размислувате за како вие пристапувате на тој Божи збор. Дали тој збор паѓа на плодна почва? Јас сакам да направиме еден чекор наназад и да одговориме зошто Исус зборува во параболи. Дали сте запрашале зошто Исус зборува во параболи? Зошто не ни каже директно што мисли, а мора да користи споредби, параболи? Еден од тие одговори се наоѓа токму во текстот во Матеј 13 глава, стих 34-35, вели вака: сето ова му го зборуваше Исус на народот во параболи и без параболи не им говореше ништо.
Тоа звучи малку злонамерно, човече. Ќе зборувам во шифри за да не ме разберат сите. Така ли ви звучи тоа? За да се исполни реченото преку пророкот кој вели: со параболи ќе ја отворам устата своја и ќе ги искажам тајните од создавањето на светот. Преку параболи ќе зборувам за тајните на светот. Има нешта за кои нашиот јазик едноставно не е доволен. Јазикот кој го користиме е прекрасна алатка. Но јазикот понекогаш не е доволен да изразиме тоа што навистина го мислиме, тоа што навистина го чувствуваме, или копнежите кои се внатре во нас. Има теми кои стануваат толку длабоки, што ние мораме да почнеме да користиме символичен јазик, за да можеме да се изразиме правилно. Налесната работа е да се користи обичен јазик и да се опише, да кажеме, оваа гитара. Ова е прекрасна гитара. Се додека зборуваме за бојата на гитарата, дори и тоа ми е тешко искрено да видам што боја оваа гитара. Дали е кафеава, дали е некоја црвена, појма немам како е. Кога зборуваме за бојата на гитарата, дрвото со кое е направена, ќе треба да ја изгуглам, но може да се види со кое дрво е направена, махагони или не знам што. Не знам, лакот кој го користат за се офарба оваа дрво, можеби процесот. Јас можам да се дозволам да искористам едноставен јазик и да кажам ова гитара е така, тогаш е направена, ти се едноставни информации кои може да ги споделам со вас. Но што ако треба да го опишам звукот на оваа гитара? Е веќе доаѓаме до малце проблематично, до проблеми. Како да го опишам звукот на гитара? Можам да кажам дека звукот има топол звук. Што значи тоа? Дали кога јас ќе отсвирам оваа гитара, ќе можам да ја загреам оваа просторија и ќе мора да ја исклучиме климата? Тоа ли значи? Ова гитара има топол звук. Но вие веќе претпоставувате дека јас не мислам на таква топлина, мислам на некоја друга топлина. А што ако одам малце подлабоко? Што ова гитара емотивно има какво значење има емотивно оваа гитара за мене? Какво патешествие јас сум поминал со таа гитара? Кои сеќавања ги има? Што значела таа гитара за мене? Веќе морам да навлезам во јазик кој не е толку едноставен. Морам да навлезам во символичен јазик, да искажам некои подлабоки вистини за овој едноставен инструмент. Веднаш што одиме подлабоко во описот, ние во тој момент преминуваме на јазик полн со символики, бидејќи ние и не можеме поинаку да се изразиме. Веднаш се открива нашата ограниченост, се открива ограниченост на нашиот јазик. Со Фани кога бевме на една летна теолошка школа во Хрватска, една од тие предавачи зборуваше за спознанието и принципот за плитко и длабоко спознание. Таа кажа дека колку помалку познаваме некого, колку помалку го познаваме, толку полесно можеме да најдеме зборови да опишеме таа личност. Колку повеќе и подлабоко познаваме некого, толку потешко ќе ни дојде да најдеме зборови или доволно зборови да опишеме таа личност. Тоа е многу интересно. Едни од најтешките муабети кои ги имаме со Фани, се кога ќе го поставиме прашањето еден на друг. Кој сум јас за тебе? Кој сум јас за тебе? Секој збор што ќе го кажам во тој одговор, како да ми изгледа многу недоволен. Недоволен да се опише што представува Фани за мене. Која е таа за мене? Бидејќи јас Фани ја познам добро. И да ја намалува личноста на Фани. Колку и да ги зголемувам тие, не знам, да користам некои описи кои се, не знам какви. Тоа длабоко познавање и значење што го имам во Фани ја надминува длабочината на зборовите со кои сакам да ја опишам. Длабоките нешта и тајните на постоењето сами по себе ја откриваат таа подлабока димензија на постоењето, бидејќи ние копнеме да ги спознаеме тие тајни и да ги искусиме тие длабоки аспекти на постоењето, макар и да не можеме со своји зборови да ги искажеме. Параболите на наш јазик ни го откриваат светот, кој е скриен за нас и нашите сетила, но е свет по кој длабоко копне нашата душа. Кога Исус кажува одредена парабола, луѓето во тоа време
реагираат на начин на кој би реагирал и јас сега. Наставно нешто во мене се буди. Кога Исус зборува одредена парабола, тој очигледно, како што кажав, кога ја кажува параболата за сејачот и семето, тој не дава инструкции како за земјоделие. Тоа не му е поентата. Тоа е приказна, тоа е споредба, парабола, преку која тој искажува една подлабока реалност. Параболата која денес ќе ја обработиме на кратко, се наоѓа повторно во Матеј 13 глава, 24 до 30 стихи. И повторно и оваа парабола од Исус е протолкувана неколку стихови подоцна. Така да мојата работа е завршена од Исус, да ви кажам искрено, не мораше да седна многу да толкувам. Параболата гласи вака, значи Матеј 13, 24 до 30. Вели вака. И друга парабола им кажа велејки: Царството небесно прилега на човек што посеал добро семе на својата нива. Но додека спија луѓето, дојде неговиот непријател и посеја меѓу житото какол, па си отиде. А кога израсна растението и донесе плод, тогаш се појави и какол. И кога дојдоа слугите на стопанот, му рекоа: Господаре, нели добро семе посеја на нивата своја? Откаде сега пак овој какол во неа? А тој им рече: непријателот го направи тоа. Слугите пак му рекоа: сакаш ли да одиме да го исплевиме? Но тој им рече: не, да не би корнејќи го каколот да искорнеме заедно со него и жито. Оставете нека расте и едното и другото до жетвата. А по жетвата ќе им кажам на жетварите: соберете го најнапред каколот и врзете го снопови за да се изгори, а житото приберете го во мојата житница. Амин. Како и минатата парабола, Исус и во оваа парабола користи ситуација и случај што би им бил многу познат на луѓето во први век. Тој користи приказна од земјоделието. Нешто кое на луѓето тогаш би им било многу познато. Слушав за едно истражување за кое го правеле за лондонските таксисти. Знаете, Лондон во центарот е многу сложен град. Значи тоа се улици тесни, мали, што да ви кажам, значи нема некој систем според кој ќе може да го разберете. И ако сте летале над Лондон или над некој амерички град, ќе видите зошто. Кога летате над амерички град, тоа се значи коцки, улици вака подредени, испланирани, зависи како го планирале градот. Некои градови се као полжови вака, такви се населбите. Што да ви кажам? Лондон или некој европски стар град е вака, гунгула. Значи не може да се види ни крај ни почеток, таков е Лондон. И во него треба да например, тренингот за таксисти трае околу 3 години. И завршениот тренинг се смета као диплома од факултет. Резултатот на тоа што го испитувале е дека кога на лондонски таксист му кажеш кај сакаш да те однесе, искуството е како да во главата му се случува како експлозија. Тој некој GPS внатре што го има за навигација експлодира. Разбирате? И тој знае како најдобро, најкратко да стигне таму во кој дел од денот. Едноставно тоа се случува и тоа е резултат на многу тренинг и тренинг и тренинг. Јас верувам кога Исус ја кажува параболата за сејачот и за семето, или за оваа парабола, кога Исус им кажува излезе сејач да сее, на луѓето во први век кои се бавеле со таа работа, тие веднаш во главата се случува експлозија и го гледаат целиот процес. На што е тоа што се случува во тој процес? Кога Исус во втората реченица кажува кога сите спија дојде овој да фрли какол, ја мислам дека овие луѓе им се крива желудникот во тој момент. Затоа што тие знаат колку им трпен процесот да се посее, да се одгледува семето и така натаму. Јас имав честа да искусам old school земјоделие во Струмица. Тоа не е некое ново земјоделие во нели тие што се само со вода растат или не. Тоа е old school земјоделие со конј, со онака од почеток до собирање семе, до ртење во мокар чорап, не знам дали го знаете тоа, така рти семето, во мокар чорап се става до шпоретот и во текот на неколку месеци семето ќе рти, па се сади и така натаму. Некој знае колку јас искусив, ама доволно да знам што значи макотрпна работа од самиот почеток до самиот крај на производството. Една работа мразев најмногу и ми беше најтешка работа, која не ја ни научив до самиот крај, тоа беше копањето. Не знам дали сте копане. Значи копањето прво ја пореметува положбата на телото. Значи имате стеблото веќе е засадено и сега околу стеблото, не знам што се дешава,
Океј, извини. Не зашто се стеблото веќе расте и околу стеблото почнува да растат тревки. И преку купањето уствари одиме и нежно, макотрпно околу стеблото на некој начин ги копаме сите други тревки за да остане стеблото да има главното стебло, да има сила да расте. Најтешката работа е го правиш тоа и само се сеќаваш дека за неколку дена пак ќе треба да го правиш тоа, пошто тревите пак ќе растат. Разбирате, с крај нема, додека стеблото не порасне и не го даде родот. Тоа е една работа. Јас исто така сум и плевел. Знаете ли што е да се плеви? Не знам, оваа поновата генерација не зна, јас ќе ви кажам. Кога се сади расад, расад за да го садите после на нива, тој се става во сега ние во Струмица викаме леја, не знам како се вика тоа појма. Ми фалат зборови. Често пати во расадот, помеѓу расадот ќе излезе и некое тревче. Треви излегуваат во расадот. И ми текнува дека јас се уште бев мал да ја воочам разликата помеѓу, да кажем, пиперот и тревката, затоа што кога растат сите изгледаат како тревка, не знам. Но баба ми, затоа што беше најслабичка, она над расадот ќе стави една даска, ќе се качи таму и го плевеше расадот секој ден. Секоја тревка која ќе се појавеше, она беше веќе обучена и добро знаеше да разликува тревка од пипер. И го плевеше расадот цело време. Тоа беше макотрпна работа. И кога Исус кажува во параболата дека во текот на ноќта доаѓа непријателот и фрла какол на нивата, каде е посадено доброто семе, јас верувам дека на тие слушателите во првиот век им се крева косата како. Зошто? Why? Зошто некој тоа би го направил? Па тоа мислам дека ни на непријател не ќе да му се случи. Зошто некој тоа би го направил? Во луѓето на први век добро знаат што значи да се вложи огромен труд за да се произведе некаков род. Па оваа информација им се раѓа, знаете што им се раѓа? Гнев. И се раѓа потреба да се задоволи таа правда која тие чувствуваат во тој момент, дека тој што го сторил тоа треба да се изнесе пред лицето на правдата. Тоа не е ни крадење, да е крадење да кажеме отишол некој во амбар, украл неколку кила, не знам што и си оди. Не, тоа е едноставно само нанесување зло, чисто зло на добриот посеб. Никој од тоа нема добро. Никој од тоа нема да добие некаков производ. Па дури и тој тоа што го прави, едноставно го прави од зла намера. Тоа не е ни себично. Тоа е едноставно само уништување. Тоа е антиживот. Тоа е антидобрина. Тоа е антисветлина, затоа што доаѓа и во ноќта. Едноставно нема логика во тоа што се случува во оваа приказна. Овој не е ни крадец, не е ни лопов да кажеме ајде украл за некаква придобивка. Нема никој придобивка од тоа што тој го прави во тој момент. И луѓето кога тоа го слушаат, сикат оваа правда мора да биде задоволена. Овој непријател мора да биде фатен, мора да биде фрлен, мора да му се суди, мора да биде утепан, затоа што тоа што го прави едноставно не може ни да се објасни. Не може по никој основ да се оправда. Едноставно не може. И како што кажав, како и минатата парабола, Исус овде ми ја олеснува работата и објаснува параболата. Учениците го прашуваат, објасни не таа парабола, што значи тоа? Вели вака, во Матеј, подоле на 13 глава, 36 до 43, вели вака. И тогаш Исус го остави народот и влезе во една куќа. А учениците се приближија до него и му рекаа, протолкувај ни ја параболата за каколот на нивата. А тој им одговори и рече, сејачот на доброто семе е синот човечки. Hello? Се работи за мене. Јас сега имам улога во оваа моја нова приказна. Нивата е овој свет. Доброто семе, тоа се синовите на Царството Божјо. А каколот? Синовите на лукавиот. Непријателот, пак што го посеа, е ѓаволот. Жетвата е крајот на светот, а жетварите се ангелите. Колку јако Исус објаснува так. Сега веќе не е во парабола, веќе е објаснето. Веќе многу јасен јазик Исус употребува за да објасни што тој мисли. И така, како што се собира плевата и се гори во оган,
така ќе биде и при крајот на овој свет. Ќе испрати Синот човечки своји ангели и ќе ги соберат сите причинители на гревот од неговото царство и оние што вршат незаконски дела, оние кои едноставно вршат работи кои немаат никаква логика. И ќе ги фрлат во жарена печка, таму ќе има плач и крцкање со заби. Тогаш праведниците ќе заблескаат како сонце во царството на нивниот Отец, кој има уши да слуша, нека чуе. Кој е толкувањето? Ова парабола, иако Исус ја протолкува, има повеќе како дијамант, има повеќе страни, повеќе зраци може да произлезе од таа парабола. Јас одлучив да зборувам токму за тоа што Фани го пееше на самиот почеток, за Божјата правда. Во оваа парабола има аспект на Божјата правда која ќе биде задоволена. Можеби не сега во овој момент, можеби не во моментот кога додека растат и житото и каколот, можеби не во моментот кога другите мислат дека таа правда треба да биде задоволена, но таа правда ќе биде задоволена. Точка. Исус го има последниот збор. Не ни прашање дали правдата ќе биде задоволена, но кога, тоа е веќе друго прашање. Внатре во нас, јас верувам дека има неизгасната жет за правда. Секој правда бара правда на сите страни. Отворете time.mk и ќе видите што се случува во нашава држава. Понекаш зимам онака паузи од неколку дена да не отварам вести затоа што едноставно се гневам. Има правда во мене која сака да биде задоволена, но не е. Едноставно се случуваат некои работи, се гледаат преку прсти на луѓе, едноставно обично го земаат за пример човекот што лежи неколку години во затвор за 10 кебапи што ги земал, разбирате, што ги украл. И имате такви работи, едноставно правда која сака да биде задоволена. И такви сме создадени ние. Тоа јас верувам дека е ехо од самиот почеток на созданието, кога ние се создадени на Божиот образ. Не можеме да си помогнеме. Сакаме правдата да биде задоволена. Дури и кога ние сме причинители на некое зло. Утре ќе го забораваме тоа. Повторно сакаме правдата да биде задоволена. Едноставно ќе тоа е грешноста веќе. Тоа е нашата грешност. Грешна природа која сака, која има еден стандард за другите, ама друг за себе. Сега, тоа е веќе гревот. Но дали сакаме правдата да биде задоволена? Па дури и најгрозните банди имаат кодекс на однесување. Дури они имаат кодекс, дури они имаат некој систем на правичност и правда. Правдата е нешто кое ние го сакаме. Во моментот, ние во студентските кругови, во светски рамки гледаме војни на правдата. Го гледаме тоа. И можеме да видиме повеќе табори кои имаат поинаква дефиниција за правда. Имаат поинаква дефиниција што значи правда. Која правда треба да биде задоволена. Секој стои во својот табор и зборува за некаква неправда која била нанесена и која ќе мора да се задоволи. Преку тие војни на правдата се раѓаат разни движења, се раѓаат разни трендови, како на пример еден од најмодерните е cancel culture. Културата на исклучување. Едноставно ако ти не си според одредени стандарди, немаш одредено, например, немаш доволно чисто минато или не те фатиле, не знам. Ти си окей, кога ќе те фатат, више нема тука благодат и милост. Не постои тој концепт. Постои само правда, сува правда, која мора да биде задоволена и точка. Една од тие работи, се сеќавам кога Бил Клинтон беше фатен во својата афера со, заборев како си беше жената. Моника Левински, фала ве. Кога го фати, човекот одрекуваше и веќе фустанот излезе, веќе све излезе. И човекот призна, вика, еве јас ќе признам за аферата затоа што веќе не може да се кријам толку. Значи, он не признава од некои, како да кажам, благородни причини, туку признава затоа што веќе не може да крие. Тоа е тоа. И јас верувам дека тоа е правило за секој еден од нас. Криеме се додека не сме фатени, кој ќе не фатам више. Што ќе криеме? И да се обидеме, не може. Со тоа што верувам дека оваа наша генерација се врти кон задоволување на некаква правда, во голема мера се храни, верувам, гневот и се оправдува одмаздолюбието на секаков начин. Тоа тука може да се види во некои случаеви, кога ќе се фати тој што сгрешил, па оправдано е да се тепа или не знам што, затоа што има гнев натоложен, па ќе го истуриме врз него. Во Африка тоа се гледа многу интересно.
Да кажеме во Африка обично полицијата која доаѓа не да интервенира, туку да констатира само толку. Например, ако се фадат кратци во Африка, јас минатиот пат или поминатиот пат кога бевме, баш овој Джеймс таму домаќа што ми кажа, вика фатија двајца како крадат, им ставија гуми вака. Так ги запалија гумите и дојде полицијата и само кажа, окей, добро, правдата е задоволена. Отприлика тоа се случува. Фала на Господ што не се случува тоа тука. Ако дозволиме народот или гневот, или народот преку гнев да ти пресуди, што мислите, кој е резултат? Правдата е задоволена, гневот е исторен, идемо далje. Правдата, дури ако се дозволи тоа, никако едноставно не може да биде задоволена. Во пикот на цивилизацијата во кој ние живееме, кога зборуваме само за човечките права и за правдата, човекот е на место каде се чувствува дека правдата воопшто не е задоволена. Едноставно тоа е чувство, тоа е едно генерално чувство кој има човекот денеска. Може би во овој момент, колку и црно да изгледа тоа сценарио, може би конечно ќе разбереме дека ние немаме никакви механизми правдата целосно да ја задоволиме. Затоа што никој од нас не е во состојба и нема капацитет да го направи тоа. Кој од нас може да ја задоволи таа правда која е повредена од почетокот на светот? Не зборам за твојата лична неправда која се искусил, туку за правдата, за правичното општество по кое копнеме. Кој е тој кој ќе може да го задоволи тоа? Кој е тој кој ќе може да каже, еве јас ќе ви донесам вистинска правда? Може би конечно ќе разбереме дека крстот има логика. Може би крстот едноставно беше задоволување на правдата во конечност и сега таа правда не е во ничии раце, освен во Божите раце. Бидејќи во конечност неговата правда беше повредена, а не мојата. И со прекршување на неговата правда, ние се повредуваме самите и се втурнавме во тој непрекинат кружен наратив за правда која треба да биде задоволена, но никако да биде задоволена. Може би конечно ќе разбереме дека никој од нас го нема одговорот е само кај Бог. Задоволувањето на онаа конечна правда лежи само кај Бог. Се наоѓа токму таму каде што може ли светот се обидува тоа да го заборави, но се наоѓа на крстот. Таму е задоволена конечната правда. Копнееме по таа правда која ќе донесе вистинска праведност и која ќе донесе вистински мир. Копнееме по тој мир. Ќе мораме да внимаваме дури за очекувањата кои ги имаме овде во црквата. Дури во црквените кругови каде би требало да се знае за милоста Божја, би требало да се знае кој е тој што ја задоволи таа правда. Правдата која сакаме да биде задоволена се јава во форма на очекување кон другите да го живеат животот посовршено. Како сите веќе да сме на небото. Црквата понекогаш има такви очекувања. Има критики кон општеството, има очекувања од општеството да се однесува како да е во небото. Не може. Едноставно не може. Да бидеме искрени, не го очекуваме тоа од нас. Затоа што знаеме дека не можеме да ја живееме таа праведност во која Господ не повикува. Барем не приватно не очекуваме. Затоа што ние стушно знаеме дека тие очекувања за праведен живот се нереални. Но јавно ние сме гласни за тоа како треба да се живее. Правдата беше задоволена само тогаш кога Божиот син на крстот ја зеде целата казна врз себе заради прекршената Божја правда од нас и отвори нов пат. Го отвори патот на милоста. Знаете, не е некоја новост која ќе кажеме дека овој свет е неправеден. Што ново сме кажали? Ништо ново не сме кажали. Читате малце историја ќе видите дека нема правда. Очекувате да општеството ви даде некаква правда, нема правда, едноставно нема. Мојата класна во средното стално тоа го збореше, дека има сила, нема правда. Толку. Кога ќе направиме некој проблем
И кога ќе ни ставеше неоправдан, ние ќе се буниме, само каже, кај има сила, нема правда, неоправдан тоа. Готово. Тој беше одговорот за се. Кога бевме обесправени од него беше, кај има сила, нема правда. И тој е принципот според кој овој свет работи. Но тоа што Господ го открива, таа праведност која Господ ја открива, не е заснована врз нашиот напор да живееме праведен живот, иако треба да се трудиме. Таа е заснована на милоста Божја која ни е искажена. И можеби милоста е во овој свет сега е толку многу отсутна во овој даден момент, што е како страно тело. Кога човек ќе искуси милост, тој не знае како да одговори, како да постапи. Не знае што да направи. Едноставно мисли дека тој што му е искажал таа милост се обидува да го изигра. Или има нешто, има као некоја јадица за тоа што некој прави, некоја добрина што прави, некоја милост што искажува. Нешто кое после ќе ме врзи, нема кај да бегам. Едноставно луѓето забораваат што значи милоста. На што гледаме ние? Ние би требало да гледаме на конечната правда и таму треба да биде свртен нашиот поглед. Го гледаме потенцијалот на тоа што Бог го прави и нашите молитви се насочени кон тоа што Бог го прави. Нашата апсолутна доверба не е во моменталната ситуација, затоа што според параболата, она што Исус ни го открива, е дека каде што има жито, ќе има и како. И тоа ќе биде така до крајот на времето. Можеби на нас не ни се допаѓа тоа. Можеби сакаме до нас да расте само жито. Супер! И јас сакам, но тоа не е реалност. Реалноста е дека на нивата Божја, каде што Господ посеал добро семе, дојде непријателот посеа како. И Господ ќе дозволи тие да растат до самиот ден на жетвата. Нашата апсолутна доверба не е во моменталната ситуација, туку во Божјата работа, која со сигурност ќе ја донесе долго очекуваната правда. Јас верувам дека човекот внатре во себе реално копне по Божјиот праведен суд. Бидејќи пред тој суд и само пред тој суд нема ништо скриено, нема ништо корумпирано и можеме во мир да веруваме дека правдата, која толку многу Бога предизвикува, која е отсутна, во тој момент ќе биде задоволена. Јас се сеќавам на многу пати кога со дедо ми зборам и тој сега веќе по поодминати години и понекогаш само онака као блиц ќе му дојде некое сеќавање кога во неговото семејство тој доживеал некаква неправда. Како на пример лозијето кое тој го работел како најстар син, за кое се посветил, преку кое лозија ги едуцирал сите негови браќа и сестри, на крајот на денот не му било препишано на него, туку еден од неговите браќа или сестри кој да е, ја земал мајка му за рака и на нота штрак на брзинка, а зад грб го препишувал лозијето на него и он со тоа не може да се помери. Jednostavno ne može. Како ќе се задоволи таа правда? Со тоа што он ќе го грабне лозијата? Како? Секој од нас има некакво лозие кое му е грабнато, кое со право би требало да го наследи, но не го наследува. Доколку очекуваме таа правда да биде задоволена тајно на тој начин сега и овде, верувајте ми, ќе имате многу сеќавања и блиц мемории како дедо ми, кои ќе остарите. Едноставно тоа ќе ве пороби. Не носи тоа слобода. Никаква слобода не носи тоа. Едноставно се сеќавам многу пати дедо ми има као грудка која му е тука цело време и одеднаш ќе испука, тоа е тоа. Затоа што имал неправда која му била нанесена. И очекува таа правда да биде задоволена сега и овде. Никогаш нема да биде задоволена затоа што Господ нема да ги прати ангелите да исплеваат нивата, затоа што со плевење на како може да се извади некое шито, некое добро семе. Нашиот поглед треба да биде за конечната правда која доаѓа само од Бог. Не од правдата која јас ќе донесам. Не од правдата која јас ќе задоволам. Затоа што секогаш кога сум се обидел тоа да го направам, сум откорнал некое здраво зрно. Сум откорнал. Затоа што јас не сум во состојба да знам се уште што е тревката, што е како и што е житото, многу рана фаза е.
Само Господ знае што е што. Ова парабола во исто време ги открива на некој начин и параметрите на црквата. Што е црквата? Дали црквата е некаков клуб на светци, каде што расте само жито, или црквата е место каде што има се и сешто, каде што има и какол, и жито, и има апсолутно се и е распространета на секаде. Ова парабола ги открива тие параметри. Црквата е поголема од тоа што ние го гледаме. Од друга страна, мораме да останеме во тој набој. Дали треба во тој случај да релативизираме се? Тогаш, ако се е се, тогаш што е црквата? Тогаш нема никакво значење црквата, нели? Интересни се тие прашања кои ги поставиме. Не знам од кои причини им доаѓаат тие прашања, можеби само љубопитност, можеби некој екскюз, не знам што е. Но ќе дојдат и прашања, добра, тогаш како се спасуваат тие што не слушнале никогаш за Исус, сеќате? И тоа е многу популарно прашање. Или како се спасиле тие што живееле пред Исус. Јас секогаш имам едно прашање на тие прашања, ќе прашам, а што знаеш ти како се спасуваш ти? За тебе знаеш ти? Знам. Дали ти си послушен на тоа што ти го разбираш? Затоа што еден попаметен од мене, Жил Верн, кажал вака: не се плашам од деловите на Библијата кои не ги разбирам. Уопште. Се плашам од тие што ги разбирам, бидејќи за тоа што го разбираме, за тоа ќе бидеме одговорни. За тоа се однесува. А како ние сме одговорни за нас? Знаете, првата парабола зборуваше за семето кое треба да падне на плодна почва, кој ќе донесе род. Ова парабола ни открива дека иако дури и семето кое ќе падне на плодна почва, доаѓа непријателот, тој се е какол. Дури и на плодната почва има и какол. Тоаш како ние треба да го обработуваме тоа семе да даде еден добар род. Во Филипјаната 2 глава 12 и 13 стих апостол Павле ќе каже вака: затоа, возлюбени мои, како што секогаш ме слушавте, не само во моје присуство, не само да ми правите лице, кога сум тука сите сте добра, светци, што да ви кажам, туку многу повеќе сега кога сум одсетен. Слушнете како, со страв и трепет градете го своето спасение. Зашто Бог е оној кој во вас прави да сакате и да действувате според неговата добра волја. Кога веќе семето паднало во вас на плодна почва, одгледувајте го тоа семе многу внимателно, многу макотрпно до денот на жетвата. Знаете, една работа споделив со вас за нашите пријатели од Америка, Даниел и жена му Шели, дека веднаш на прв поглед и дури искуството со години кај нив кој го имаме е дека веднаш она што се гледа кај нив, она првото со кое ти приоѓаат е плодот на духот. Плодот на духот. Плодот на духот е плод. Плод кој не се купува во рамстор, ќе го измириш на каса и го имаш, туку плод кој го одгледуваш од зрно семе, кој ќе го посееш на нивата, кој ќе порасне, кој ќе го почекаш, ќе го гледаш и на крај ќе го скинеш. Тоа е плод на духот. Еден макотрпен процес. Како што вели и апостол Павле, со страв и трепет градете го своето спасение. Како да се да зависи од вас. Знаејќи дека ние пребиваме всушност во Божјата милост, затоа што тој е оној кој во нас прави да сакаме и да действуваме според неговата добра волја. Ние го изработуваме тоа наше спасение, ние го изработуваме тој плод, тоа зрно семе го работиме, го чуваме. Но тој е оној, во исто време знаеме дека волјата, радоста и силата доаѓаат директно од него, за да го обработиме тоа семе. Кога веќе семето паднало на плодна почва, одгледувајте го до денот на жетвата. Бидете верни до самиот крај. Оставете ја правдата во Божите раце. Понекогаш јас имам сикам, јас сум сега кога ќе имам паркирани на недобро место, викам, сега јас сум полицаец, да им лепнам една казна. Или јас да бидам сега тој, па јас да донесам некаде некоја правда, не знам дали сте дете као мене, па си правите филмови, не знам. Ама јас понекогаш така се чувствувам.
Викам сега да можев јас тоа да го направам, да одма да ја донесев правдата јас. Ја да задоволев таа правда. Тешко ми паѓа понекогаш да остави правдата во Божите раце. Тоа понекогаш откривам некаква недоверба ја што имам во Бог. Искрен ќе бидам. Понекогаш имам недоверба дека таа правда ќе биде задоволена. Не е тоа некоја теолошка, како да кажам, оформена мисла или теолошко стојалиште која јас го имам. Не. Се работи за едно човечко чувство на недоверба која се отсликува во мојот однос со Бог. Никој од нас, ќе ви го откриеме и тоа, никој од нас не е одговорен за целиот свет. Да знае. Одговорен за целиот свет е само Бог. Никој од нас не е. Ние имаме одговорност кон нашиот ближен. Точка. Што вика мајка Тереза, Господ Исус не ни кажа сакај го целиот свет, туку ни кажа сакај го својот ближен. Понекогаш, не понекогаш, секогаш тоа е доволно. Доволно. Светот станува по различно место, доколку јас го сакам мојот ближен. И ништо повеќе. Никој од нас не е повикан, го нема бремето за целиот свет. Единствен кој може тоа да го поднесе и го понесе целиот терет. Ја задоволи таа правда. Тоа беше единствено Исус Христос, Синот човечки, кој го посеја доброто семе, кој е инволвиран во целиот процес на тоа семе да расте, кој го има целиот преглед на тоа дека има и какол во нивата, кој има целата власт над ангелите која собираат плевната и жетвата. Има власт на крајот да каже што е тоа што оди во огнот, а што е тоа што оди во амбарот. И таму треба да биде целата наша доверба. Правдата ќе биде задоволена. Како што пророкот, преку овој текст кој Фани го пееше, кажа нека правда потече како поток, како река која ќе однесе се. Колку сакам таа правда да потече. Колку сакам да го почувствувам Божиот мир во мојот живот на еден таков начин. Колку сакам таа радост да ме облее, да веќе не сум ни свесен за неправдата која се случува околу мене. Едноставно да гледам на тоа што Господ го прави. Дека тој има контролата. Дека на крајот на денот таа правда ќе биде задоволена. Која и неправда да биде нанесена. На кој начин овој народ да биде обесправен. Господ ја има правдата за крајот и тој ќе изврши до самиот крај. И нема ни едно зрно плодно кое паднало на плодна почва нема да биде изгубено. Ниту едно. И тоа се случува во Божјата премудрост. И јас сакам да престојам во тој мир. Во тој мир дека правдата ќе биде задоволена. Мојата одговорност е да го градам своето трпение со страф и трепет. И да го сакам ближниот како самиот себе си. Толку. Верувајќи дека Господ го гради своето царство. Господ ќе ја спроведе правдата на самиот крај. Верно. И ќе не зачува нас до самиот крај. И ние ќе бидеме плодни 30, 60, 100 кратно. Нека Божиот мир почува во секој еден од нас. Дека правдата по која го неме ќе биде задоволена. Ќе биде задоволена. Со сигурност дека ќе биде задоволена. Дека мирот по кој копнеме ќе пребива во нас. Мир по кој копне секој човек. Да каже доста е. Јас сум задоволен. Да каже имам мир. Да каже имам вистинска радост. Ретко веќе слушам луѓе кои ќе кажат тие зборови. Имам радост. Имам мир. Нека бидеме тој народ кој ќе пребива во Божиот мир. Нека бидеме тој народ преку кој Божјата радост ќе биде многу очигледна. Нека бидеме тој народ кој ќе сведочи дека правдата ќе биде задоволена. И дека Господ е тој кој ќе ја задоволи таа правда во конечност. Нека бидеме тој народ преку кој ќе се види тој плод и го растеме, макотрпно го работиме. И нека тој плод биде за наситување за многу околу нас. Нека Бог не благослови, нека очува нашето срце да не биде вознемирено. Затоа што Исус така ги советави своите апостоли. Нека не се вознемирува вашето срце. Во светот ќе имате маки, но не се плашите, јас го победив светот.
Правдата јас се задоволив. Мирот мој ќе го давам на вас. Ајде се молиме за крај. Татко наш небесен, доаѓаме само кај Тебе. Бидејќи веруваме дека само кај Тебе го наоѓаме нашиот мир, само од Тебе црпиме радост, Господи. И Боже мој, само во Тебе правдата е задоволена. Татко мој, те молам, помогни ни нашиот поглед да не биде свртен кон црнилото, кон ноќта, кон она што не дава живот. Туку нашиот поглед да биде свртен кон Тебе. И тогаш, како што велиш во таа парабола, светите, оние Твоите синови ќе заблескаат како сонцето на правдата и ќе останат довека. Господи, те молам, дека нашиот поглед биде свртен само кон Тебе, Господи, затоа што таму е изворот на нашиот живот. Таму е изворот на љубовта. Господи, те молам, биди со нас. Охрабри не, те молам, Исе Христе, да бидеме црквата за која Ти пострада, за која Ти умре, Господи, но за која Ти воскресна. Се оставаме во Твоите раце, Господи. Помогни ни, те молам, Боже мој. Само кај Тебе наоѓаме помошта. Амен.